Добар ден, понеделник, 14 часот, денеска овде од студиото сте со Машко друштво. Со мене и колегата Антонио Крстевски. Антонио, денеска сме ние, па утре им го отстапуваме редот на побавиот, понежниот пол на девојките. Така е, Чаловски, добар ден и од мене. Иако се знаеме десетина години, сепак прв пат седнуваме на заедничка маса да го водиме отвореното студио. Еден, да. Студиото, како што знаете, добро ви е познато, вашиот главен информатор и забавувач, почнува од 14 часот, а денеска ќе траеме малку подоцна од предвидените 23 часот. Зошто? Еве ги најавите од Антонио. Така е, почитувани гледачи, почнуваме со на стандардно најавување на содржините кои што денеска ги подготвивме за вас. Значи, почнуваме со исечоци од петочните гостувања во отворено студио. Еден денот кога Еден ТВ го прославуваше својот први роден ден. Почнуваме со Анета Кочишки, Ацо Кабранов, потоа следуваат уредниците Сашо Ордановски, Гордана Дувњак, Александар Чомовски, Боријан Овановски. Следува и исечок од дебатата на Александар Хирацовски и Игор Јанушев, а на крајот на овој прв блок и исечокот од Аднан Џафировски, кој што беше гостин во Дневникот во саботота. Со мене и со Чаловски се гледате повторно во 15 часот и 20 минути. Разговараме на интересна тема умешноста од отпад да се изработат прекрасни детски играчки со доктор Наталија Милорадовска од Кочани, а потоа следува и стандардната анализа на вестите од регионот и светот со нашиот колега Дијан Андоновиќ. Следуваат вестите со колегата Александар Петрески во 16 часот, па Кујна со Маја готви, а во 15 часот до 15:30 е третиот блок во кој што се гледате со мене и со Чаловски на тема историска посета на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Македонија. Разговараме со Виктор Габер, шеф на македонскиот експертски тим во интердисциплинарниот македонско-грчки комитет. 17:30 следува возење со Вучич, потоа ексклузив и студио мода со Сергеј Варошлија. Продолжува отворено студио 1 со колегата Сашо Ордановски, па Дневникот во 20 часот до 20:30 со колешката Елена Джугуманова, а од 20:30 вечерва почнува и оној најинтересен дел на денешната програма на Еден ТВ, тоа е свечената церемонија по повод годишнината на нашата телевизија. Оваа програма почнува, како што реков, од 20:30, ќе трае до 23 часот, ќе се одржува во Македонската филхармонија, оттаму секако ќе има пренос во живо на сите оние збиднувања и случувања кои што ќе се случуваат во текот на вечерта, како што кажав, по повод свечената церемонија по повод годишнината на Еден ТВ. Се надеме дека целата таа програма ќе биде многу интересна за вас, гледачите. Чаловски, да почнеме со на стандардното. Јас би рекол само да не подвлекуваме линија до 23 часот. Може би по 23 така, може после 23 часот, таа свечена церемонија се уште ќе трае, така да ќе оставиме да видиме кога ќе завршиме со тоа. Меѓутоа, еве, да почнеме со ред. На 29 март, како што рече Антонио во својата најава, оваа телевизија Еден ТВ прослави една година од своето постоење. Гости во студиото со кај Јадранка Костова како домаќин беа Анета Кочишки и Ацо Кабранов, главниот одговорен уредник на Еден ТВ. Како едно подвлекување за оваа една година, што е она што Еден ТВ го направи, кои се нашите идни планови, кој друг да го доближи тоа, ако не првите луѓе одговорни за програмата и за се она што го нуди Еден ТВ. Да не должиме многу, го слушаме овој дел и се враќаме назад во студиото. Кои беа плановите, визијата и колку тоа се оствари, а што остана за понатаму? Така. Па добро, јас мислам дека досега повеќе пати сме зборувале за тоа кои беа првите планови, а како на крај се случи телевизија.
Собственикот Бојан Јовановски беше со идеја да се направи интернет телевизија со неколку часови програма во живо, која што гледачите ќе може да гледаат пред се преку односно на интернет, но како течеше времето и како одеа подготовките и како почна да се создава сериозен тим. Тука да, јас и Јацо сме буквално од првиот ден. Буквално кажано во од се засилија и апетитите и потребата дека ова станува толку сериозно благодарение на екипата, благодарение на екипата. Затоа што навистина во тој прв период кога некому ќе кажеш интернет телевизија малку не им беше јасно на луѓето, па како тоа, па во кој период, па што ќе се случува на таа платформа и така натаму, и буквално се уморивме од објаснување и реков најде ова да го претвориме во нешто посериозно. Плановите, односно очекувањата во оваа прва година, како што самата кажа, после една година може да се подвлече некаква црта, линија и така натаму за тоа што сме направиле. Искрено сме повеќе и задоволни од тоа што беа наши очекувања. Планови имаме многу, ќе зборуваме сега за тоа, секако, секако дека остана и работи кои што ги посакувавме, не успеавме, времето не прегази, што би се рекло, но не сме тука за да траеме кратко, напротив, сето време е пред нас. Ке не биде уште многу. Но, например, кога една телевизија стартува и декларира дека нема намера да пушта турски серии, реалити шоуа, гранд паради, а тоа се најгледаните проекти за македонската публика, тоа звучи зачудувачки. Како, нели, да се етаблираш на тој пазар? Ама не само зачудувачки, тоа е предизвик и јас и на целата екипа, не таа јас, собственикот Бојан и другите сите, тоа беше предизвикот да направиме урбана телевизија, да не тамам работа да правиме пак со Звезде Гранда, со Пинкови звездици, со турски серии, сапуници. Такви телевизии имаме, доволно е, има гледачи и за нив и нека има, но ние сакавме да се биде поинаков, да им понудиме нешто поинакво, нешто друго. И бевме убедени дека ќе успееме во тоа, односно ќе привлечеме внимание кај гледачите. Така. Да, решивме да се наметнеме со тоа што ќе работиме многу на тоа што е собствена продукција. Денеска кога ќе ги измериме саатите, колку ние имаме реално во текот на денот, неделата и месецот, вклучени камери и светла во студиото, сме многу пред останатите. Токму сега, во период кога поднесуваме што се вели годишен извештај, па вагаме што е странска продукција, што е домашна, ние не можеме да направиме да бидеме 50-50, затоа што ова што е домашна, тоа што е наша програма е многу повеќе присутна на екранот отколку филмови, серии и така натаму. Така. Најтешко е на почеток да ги навлечеш гледачите да притиснат одредена бројка на одредена телевизија. И сите ние исто како гледачи сме го имале тој проблем да се навлечеш на програмата. Успеавме ли на тој план? Па добро, сега ние не можеме да се бориме со навиката на обичниот гледач наспроти куќи кои што постојат 10, 20 и повеќе години, кои што ги има во етерот, зборуваме токму за затоа реков, навиката веднаш да притиснеш одреден број. Да. Јас сметам, сите ние сметаме дека тоа што го направивме за една година, како што кажав, е над нашите очекувања. Фала Богу, постојат механизми со кои што се мери и гледаноста и за тоа колку сме присутни во домот, па можеме да видиме на што сме, а и она што се коментари кога утредента се зборува за нешто на работните места, на кафе пиење и така натаму, ни кажува за тоа и колку сме релевантни, колку сме гледани и така натаму. Да, видовте дел од гостувањето на колегите Ацо Кабранов и Анита Кочишки. Но петокот во отворено студио 1 исто кај домакинката Јадранка Костова гостува и останатите поискусни колеги кои што имаат уреднички позиции во 1 ТВ. Тоа се Сашо Ордановски, Александар Чомовски, Гордана Дувњак, Борјан Јовановски, како што ти истакна, заеднички имаат Чаловски нешто повеќе од 200 години. 200 години, да. Над 200, работата на медиумот и работата на помладите колеги.
Кога ве прашував деновите кои колку време во новинарството, значи ние Петмина со Секочишки и Кавранов имаме 236 години стаж во новинарството. Тоа значи тешка категорија по стаж. Сега, ајде да ве чујам, дали, што мисли, сами да си процениме, дали бевме исплатлива инвестиција на Бојан Јовановски? Малку не плаќаат, малку не плаќаат. Ја мислам дека тоа што го ветивме на крај го остваруваме. Значи, влеговме, јас барем, и од тоа што сум разговарал со колегите, значи сакавме жива телевизија, сакавме динамична, сакавме релевантна, ако треба линк за 5 минути да се постави, ако треба да се отпатува да се замени истото со Бајле, да биде една отворена програма во отворено студио, има уште многу да се работи, да не се лажеме. Меѓутоа, со една поддршка на една помлада екипа од одлични колеги, мислам дека испорачавме тоа што, како да кажам, пред една година дена, а особено од пред 6 месеци, значи од септември, кога откако ние појачавме. Да. Мислам дека што знам, мислам дека и резултатите тоа го кажуваат. Јас сум одамна во овој телевизиски бизнис. Немало... Не си Пречомовски. Не, јас сум и во менаџерските сум бил, и во менаџерски структури сум бил, и можам да ви кажам дека нема таков пример во Македонија барем, а и тешко се наоѓа во други земји, каде што за толку кратко време толку брзо се етаблира овој тип на медиум. Гоца, ти си од старт? Јас сум од старт. Голем дел од она што јас сакав да го кажам, како еден од старосаделците во телевизијата го кажа Сашо. Сепак мислам дека граѓаните се тие што ќе ценат колку успеавме за оваа година да постигнеме и да се наметнеме на медиумскиот пазар. Да бидам нескромна, мислам дека се повеќе и повеќе го добиваме вистинското место и слушам позитивни критики, што не значи дека не сме отворени и за негативните кои што доаѓаат до нас. Телевизијата е жива материја, многу динамична, секој ден е нов ден и нов предизвик. Со твојата авторска емисија Правда и неправда успеа да обезбедиш, да речем, ексклузивни гости. Под ексклузивни говорам гости кои за прв пат настапуваат, нели, излегуваат во јавност на телевизија. На некој начин тоа е мој голем предизвик. Бидејќи беа затворени сите тие сега имам впечаток дека последниве месеци премногу обвинители има на програмите и премногу суди, но тоа е добро во секој случај, затоа што по една долга изолација сваќаат правосудните... Тука се одигра улога со транспарентноста, па мислам дека и сега и редовното обвинителство и судството сваќаат колку е важна транспарентноста и нивните пораки и аргументи да стасаат до граѓаните и до јавност. Антикорупцијска комисија, навистина од првиот ден отворено, веднаш одговарат и така се ќе видиме докај ќе стигне, ама тие граници се поместени. Што издвојуваш овде како специфика во овој амбиент 1ТВ? Прво би бил малку поскромен од тоа дека ги остваруваме целите. Мислам дека уште сме далеку од едно прилично сериозно етаблирање меѓу публиката. Тоа е важна компонента на нашето влијание. Освен тоа што мислам дека, да речем условно, во овие елитни аналитичко-политички кругови се повеќе се говори или не коментира, тоа е едната перцепција на влијание. Тоа што мислам дека мене овде ми исполнува, што ми ги спојува двете жички во професијата. А тоа е телевизија која се слуша. Или радио како телевизија. Зошто? Затоа што мислам дека тешка е перцепцијата дека некој ќе седне, ќе квакне на фотелјата и ќе ги пропушти бестијалните турски серии, дека баш сите 6-7 сата нас ќе не гледа. Но, тоа што цело време велам е да задржиме внимание да не слушаат. На крај други што вакви одартавени као мене и не треба да не гледаат толку многу, освен овие младиве, што се посимпатични. Значи, тоа е една нитка која е предност, но е прилично голема мана. Искрено, стварно ми е многу драго што
работам со една ваква екипа, мене искрено одавна ми било така желба да бидам во колегиум еден, каде што разговараме со меѓу нас колеги кои, како да кажам, се разбираме околу некои елементарни работи, полемизираме и така натаму, се разбира имаме несогласувања, што е многу добро, но и што ти си еден од најбучните. Да, така да не, се толерираме, се разбираме и мислам дека е тоа предноста на еден ТВ, таа различност која можеби на моменти делува какафонично, не викам не, ама е на добар пат да се хармонизира. И ако во тоа успееме, мислам дека успехот да бидеме стварно број 1 на медиумскиот овој телевизиски простор, мислам дека е тоа неизбежна просто судбина. А колку ќе успееме во тоа не знам. И сега треба меѓу другото да се усогласиме и ова, кога зборувам ширеноликост меѓу нас како секој од нас поединечно со сите години стаж кои ти ги спомена. Јас сум најмлад, нели да повторам. Не, најмалку најмлада е Анита Кочурски. И најпотентен, мислам најпотенцијален. Па добро. Уште зеднитот не си го држи. Се враќаме назад во студиото. Ете, во овој прв блок ги слушнавме изјавите на поискусните колеги, но секако од овде, од студиото, да ја потенцираме улогата на младите во оваа телевизија и енергијата со која што ја красат Еден ТВ. Толку од овој дел во однос на Еден ТВ и роденденот од 29 март, исто во студиото беа гости шефовите на централните, односно на изборните штабови на двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ, Игор Јанушев и Александар Кирацовски. Има една жестока дебата по повод председателските избори. Денес, сушност, и започнуваат кампањите. Да погледнеме дели од тоа. Планираме кампања во која што буквално ќе го посетиме секое населено место, секое село и секој град. Планираме кампања во која што активисти на ВМРО ДПМН, активисти од тимот на професорката Силјановска ќе го посетат буквално секој еден човек и секој еден граѓанин, каде што ќе ги промовираме нашите идеи за праведна Македонија, за правечна Македонија, се она што е антитеза на она што се случува последните години во општеството и се она што нели се залага против кандидатот Пендаровски. Ќе имаме во еден добар дел промена во однос на она што во минатото сме го правеле на митинзите, меѓутоа секако дека ќе бидеме буквално во секој град, во секое населено место, во секое село и ќе имаме дури и денови кога ќе имаме и по најмалку 4 или повеќе од 4 средби со граѓани или митинзи на ден, а секако дека во текот на кампањата, во преплодневните часови ќе го искористиме периодот нормално за средби со граѓаните, со различни целни групи и слично. Ке ангажирате автобуси носење на членство, тоа што беше белек кај двете партии додеше во изминатиот период? Во принцип ќе имаме два големи митинга, каде што нормално го повикуваме сите членови, сите симпатизери на ВМРО ДПМН, меѓутоа и сите оние кои што ја поддржуваат професорката Силјановска, што е огромна бројка, да ни се придружат на тие настани. Првиот таков настан ќе биде за неколку дена од сега, на 1 април, во Охрид, со почеток од 20 часот. ВМРО ДПМН е класично од Охрид ги почнува сите кампањи. ВМРО ДПМН е класично, традиционално би рекол, ги почнува сите своји кампањи од Охрид и овој пат во оваа победничка кампања ќе биде исто така, а почетокот во Охрид, како што кажа, во 20 часот. Следниот голем митинг, голем собир ќе биде во Скопје на 13 април во сабота со почеток од 17 часот. Значи тоа е една недела пред гласањето 21. Па да, почетокот на, да кажеме, вториот дел од нашата кампања. Така. Кирацовски, што е вашиот план, како вашата кампања ја обмислувате? Пред да ја споделам со сите вас и со вашите гледачи предстојната кампања на победничкиот кандидат Стево Пендаровски, сакам да повикам и до колегата и до сите учесници на
бреколени демократски и проевропски, европски избори, сите ние заедно е необходно да покажеме на демократска зрелост и овие избори да ги направиме заедно да бидат кристално чисти, фер и демократски. Се она што е во наша моќ, знам дека ќе биде реализирано и верувам дека сите ја научивме онаа лекција која што алудира дека од избори на избори треба да чекориме напред кон демократските процеси и да го сочуваме она што едно демократско општество го чини. Исто како и претходните кампањи со мали креативи, они кои што одат кон модерната промоција на кампањата, ќе имаме сериозни средби, длабински средби, мали и големи митинзи, ја почнуваме кампањата во Крушево и во Прилеп. Зошто Крушево? Кај ВМРО евоките традиционално, како се одлучивте вие за стартот? ВМРО ДПМН класично своите почетоци на секоја од кампањите ја одржува во Охрид. Ние сакавме да го испочитуваме тоа и во ова кампања. За нас Крушево алудира и асоцира на држава и државност, но нормално сите останати општини и градови се значени за сите нас и граѓаните кои што живеат во истите. Во среда имаме промотивната конвенција на нашиот победнички кандидат во ВИП арена Борис Трајковски, каде што сите ние ќе имаме можност да видиме што значи една модерна кампања во нашето општество. Она што е исклучително тоа модерна кампања? Па она што сакаме да го воведеме овој пат е она кампања на таунхол митинзи каде што самиот кандидат ќе има можност да разговара со учесниците, гледачите, односно оние кои што ќе бидат присутни и на конвенцијата и на митинзите, да имат можност да разберат подлабински што представува нашиот кандидат и што се е подготвен да направи за нашата држава и тоа ќе може да го проследат и на конвенцијата и на таунхол митинзите на сега ден из нашата држава. Она што е исклучително битно покрај онаа класична кампања која што ќе гледаме на медиумите преку спотовите, пресконференциите, говорите на големите митинзи кои што сакаме да ги реализираме, е кампањата од врата до врата. СДСМ заедно со сите останати 30 партии, заедно со поддршката од над 60 пратеници на 32.000 граѓани кои што го дадоа својот подпис за Стево Пендаровски, е решена да го помини секое село, секој град, секој населено место, да дропни до секоја врата и да се соочи со граѓаните, да ги запраша не само за поддршката и да замоли за поддршката на предстојните претседателски избори, туку да ја добие информацијата како е водена нашата локална власт и нашата централна власт, нешто што оди комплементарно со она што нашиот победнички кандидат го застапува. Ги видовме и слушнавме гостувањата на шефовите на избирачките, односно на изборните штабови на двете најголеми политички партии во Македонија, СДСМ и ВМРО. ДПМН на крајот од овој прв блок во денешното отворено студио 1 се навраќаме на гостувањето на директорот на дирекцијата за заштита и спасување Аднан Џаферовски, кој што беше во саботниот дневник на 1 ТВ. Тема секако беше сериозните пожари кои што се случуваат минатите недела две на територија на Македонија, кои што секако нанесоа сериозна и голема штета врз шумите, секако и на пониските места, но да видиме што имаше да каже директорот на ДЗС Аднан Џаферовски. Палењето на страништата во овој период заради припремање на земјоделските површини за пролетна сеидба. Мислам дека само уште кај нас стои правилото дека ако се изгора, ако се запалат страништата, нема да има коров. Јас не гледам баш, правевме некои анализи и во регионот, и во Европа, и во светот, никаде тоа не се случува. Несвесни земјоделците за последиците кои можат да бидат фатални, да настанат од палењето на страништата, една искра само да одлета во што ние, сакам да кажам и ова, Дирекцијата за заштита и спасување направи воздушно надгледување уште во втората половина на февруар, направи на цела територија на Република Македонија. Вегетацијата во Македонија е сува и е потенцијална опасност за ширење на пожари. И ние апелиравме за таа состојба.
но не наидуваме на разбирање. Очигледно не наидуваме на разбирање од општеството. Друга причина е палење на шумите заради обезбедување на палење на старата трева, заради никнување на нова трева, заради пасишта. А трета причина, која е најстрашна, е палење на шумите заради обезбедување на ефтино огремно дрво. Затоа пред малку кажав, мораме тука да интервенираме со ригорозна законска регулатива и тоа да го спречиме. Имаме ли капацитет да се справиме со моменталната ситуација? Во моментов јас ќе зборувам за Дирекцијата за заштита и спасување и единиците на локална самоуправа. Ние направивме, изминатиот период направивме и попис на материјално-техничките средства и човечките ресурси кои се спремни да излезат на терен, со тоа што го имаме. Значи, се што има на располагање, што имаме како Дирекција за заштита и спасување и делот на обврските на единици на локална самоуправа, јас сум до сега задоволен и ако имаме многу малку ресурси, задоволен сум во смисла дека се употребуваат комплетно сите и човечки и материјално-технички средства за справување со овие непогоди. Никогаш не е доста, знаете, Дирекцијата за заштита и спасување е институција која е функција на воспоставување на комплетен систем за заштита и спасување на ниво на цела Македонија, вклучувајќи ги сите релевантни структури, односно институции во системот. Толку од нас двајца, барем во овој прв блок од 14 до 14:20 малку и поминавме, меѓутоа останете со 1 ТВ, следува Александар Петрески и вестите во рамките на студиото.